Слава ти, Господе Исусе Христе, ти благодариме, те љубиме, те сакаме, ти благодарам. Ја озвучуваме оваа книга Друм за Македонија. Едиција Лицеум Тихомир Стојановски, тоа сум јас, професор на Факултетот за драмски уметности. Тоа е книга која отвара некои македонски прашања, опити кои не се ненаучени лекции на однесување со паднатиот демонски сатански свет, издадена 1997 Скопје, Македонија, во издание на Скрби и утеха. Тогаш бевме се уште во подем се боревме. Едиција Лицеум културен центар Скрби и утеха, и која практично безвремено одговара на некои прашања, на некои опити кои се важни. Сакаме ли ние Македонија да ја сочуваме како земја која има духовна историја, духовен запис кој не се брише, или сме дојдени овде да ја обесчестиме, да ја изнасилуваме, да ја избришеме, самата да се поништи. За среќа сите тие договори што ги потпишаа слепите македонски водачи, сребролюбци, без духот на Исус Христос, се изнасилени, не се со амен од македонскиот народ. За македонската оперета, значи тоа е 97 пред 30 години. Управата на театарот не им ги даде нотите и столчињата, и така уметниците свиреа простум стоејќи. Имаше еден штрајк таму на операта, се сеќавам. Операта во знак на протест свиреше на платото пред театарот Пирамида. Тоа е тој новиот Маната, тогаш го викавме. Денес има нови згради. Се работеше за македонската опера. На вевчански ќе те опера, значи ќе те опреј. Ќе те опре на друг начин. Претходно директорот на операта рече дека министерот е Господ. Пазете, за култура. Потоа македонците како некоја древна река се стурија во главниот град на републикава. Кај сте бе, македонци? Беше тоа настан во организација на ВМРО ДПМНЕ. Имаше многу народ, имаше многу полиција, милиција. Премногу го немаше Петар Гошев со чисти раце. Никој не е добар освен единиот Исус. Го немаше, да, беа оние што се додржаа како демократска партија. 24 мај ги носев студентите на прослава на универзитетот во домот на армијата, универзитетот Свети Кирил и Методи. Зборуваа на древно македонски или на средновековен македонски, како што пишува во енциклопедијата Британика. Четворица студенти во чест на македонските браќа Кирил и Методи. Иако во официјалната употреба и за медиумите тоа е црковно-словенски, старословенски, имали младословенски, а браќата се солунските браќа, словенски просветители, како македонски да им е тешко да го изговорат. Денеска болгарците кои носат турски збор за своето име, ќе видите во бугарскиот етимолошки речник, болгар е турски збор, значи збирштина. На англиски изведен зборот багар, просјак, знаете, луѓе кои не знаат кои се и што се, тие си ги присвојуваат. Македонски како да им е тешко да изговорат. Видете, тешко е затоа што таа лажна историја на доминација која им е наметната, втурена, наполнета главата, за грчки, латински, само македонски, словенски, само македонски нема. Истото утро во Гостивар, секако македонски е запишано во духовниот катастер во Светото писмо, кое не се брише. А Исус вели само тоа што е во мене на вистина суштествува, па вие сега видите кој суштествува. Дали македонците суштествуваат, се живи, се реални, или постмакедонските идентитети кои ги нема запишано во Божиот катастер. Истото утро во Гостивар во чест на Кирил и Методи се одржа сожителски митинг за одбрана на албанското знаме во Македонија. Албанско знаме во Македонија. Македонско знаме во Албанија има ли?
се вееа орлите, се покажуваше сожителството како категорија и жанр и како факти. Таму немаше милиција како на митингот во Скопје. Затоа милиција имаше во Вевчани и во Битола, каде беа уапсени двајца македонци. Тоа се настани кои пред 30 години, кои денеска стануваат образец на негирање, на уништување, на самоуништување на македонскиот народ. Двајца македонци се уапсени, едниот се борел за екологија, другиот зборувал против оние кои го ограбија како штедач во банка. Господе Исусе Христе, крадење е национална категорија. Слепи водачи кои крадат, не знаат што да прават друго. Се плашат да се спротистават на сатанат и да кажат: бегај од Македонија, сатано, во името Исусово и не враќај се повеќе. Гостивар е инаку мирен град. Денеска видовме дека затруена е водата во Гостивар под раководството на една политичка партија која пукаше по планините. Како можеш да им дадеш на луѓе да владеат? И во Македонија тоа негативна антиселективност на племенски односи мора да е од таа нација, од таа партија, од тоа племе. И партиски односи што ја водат Македонија во дупка. Како символ на шиптарскиот суверенитет, албанското знаме, во речникот македонско-албански, неодамна отпечатен во Куманово, пишува за албанец шиптар. Јас не знам како е тоа дозволено да се вее знамето на Албанија во Македонија. Тоа е покажување дека територијата една друг сака да се одземе. Гостивар е инаку македонски град, мирен, има убава вода. Тие вашите што пукаа ви напикаа во водата, во водоводниот систем, канализација. Па размислете за каква сатанска природа вие се поврзувате. На митингот на кој се вее албанските знамиња во чест на Кирил и Методи немаше полиција, милиција. Затоа ги имаше во Скопје и во Битола. Во Скопје ги чуваа оние кои ни го сварија се во ова. Тој оди во Дубај, мисли ке побегне, ги украде народот, потпиша договори. И тој другиот егеецот потпиша море синко. Што си го менуваш идентитетот на 50 години, неговиот татко вереше, дедо му се чувствувал бугарин, тој се чувствувал македонец и бугарин, а син му се чувствувал чувство македонец. Но тој потпиша преспански договор со кој се откажа од своите браќа во Егејска Македонија. Истиот ден Господ, министерот, во Рим го положи цвеќе, го положи, ја положи. Имаме, например, народ кој не сака да зборува македонски, те тера ти да зборуваш албански во Македонија, додека македонците во Албанија и Косово знаат албански. Ние сега зборуваме овде за некои принципи кои се исчашени. Тој срамен рамковен договор, потпишан под притисок на натосаните европејци, од исплашените македонски политичари. Два атентати беше, едниот преживеа, другиот го утепа, иако беше од нивната вера. Лажноверци, празноверци, садукеи, фарисеи, илуминати, сатанска збирштина. Тие се тие што се представуваат за христијани. Истиот ден Господ положи цвеќе, министерот, на гробот на Свети Кирил во Рим. Зборувам за оној за кого еден рече дека е Господ. Двајца македонци од Солун ги описменија повторно така наречените Словени. Македонците поделени на 4 склавини по римската окупација и поразот на Емилијан Павле од римскиот конзул со римскиот конзул Луцифер. Беше денот кога ги однесов четворицата студенти да кажат збор 2 на македонскиот јазик од околината на Солун. Во домот на армијата беше и председателот на државата. Кукуноне, њама македонци, охи македонци, кукуноне македонци, нема тих македонаци, иако таа јужна страна полека почнуваат да дуваат Исусови ветрови. Во домот на армијата беше и председателот на државата. За тоа време Гостивар полека го покажуваше лицето на македонското братство и единство, крстено по демократски сожителство, како што го рече председателот кој си седеше на прославата во домот на армијата. Ало, ја зевула од скопската тумба.
таа ви го решира животот, таа ќе ви каже кога да диши, не диши, диши, не диши, не диши, не диши, не диши. Здивот ми го дал Господ Исус Христос, ти ли бре сатана, ќе ми кажуваш која и да си марш, стратешки партнер, сатанин, Сатанаел, марш од Македонија, Македонија му припаѓа на Господ Исус Христос. Орлите свеат гордо во македонската земја, Гостивар инаку мирен македонски град, има убава вода, во водоводот еве денеска во 26 јули, таму некаде, јули. Нивните им ставија во водата фекалии за да им покажат со кого си имате работа, да ви го покажат лицето на земниот. Инаку повторно од учесниците на гостиварските сожителски средби во чест на Кирил и Методи или во чест на Малата Рекичка, ја слушнавме колективната свест дека тие се староседелци во Македонија, а ние сме дојденци од зад Кавказ. Видете, тие некои фикс идеи, локални истории, национализми, но таму нема територија која се викава Македонија, во Кавказ туку има Албанија. Значи, албанците кои се на Кавказ со Албанија се староседелци во Македонија, кои се македонци во Македонија. Тоа се шизофрени идентитети кои можат да ви стават во водата, во водоводот канализација, па видете сега, така и во умот имаат канализација. Дека тие имаат право на македонската земја, дека може да ги веат окупаторските знамиња и овде, а прославата си течеше во домот на армијата во Скопје. Македонија е земја на Исус Христос. Исус Христос е цар на македонците. Тој е вечниот цар, вечен татко. Запишани сте во слово кое не се брише: Македонија, македонци, благодата Божја на црквите македонци, македонски. Освен ако самите не се избришете. Но Кукурајко лажот се обиде тој да ве избрише, и тој другиот е геецот, што рече дека раката си ја проколни и така натаму. Знаете, од Божиот суд не може да се избега. Потоа некој гурна столбот со албанското знаме. Потоа шиптарите го поставија пак, арнаутите. Се сеќавате дека на Кипар уби еден човек, кој сакаше уби еден човек, Господ Исусе Христе, да го симне знамето во Кипар. Кипранска Македонија. Албанскиот јазик содржи 25% турано-татарски, 25% латински, 25% кој не царски македонски јазик, или тој така лажно наречен старогрчки, древно македонски царски јазик, и 25% македонски изворни спорови. Знаете, не може во Македонија да се вее окупаторското знаме. Најдете ми една фреска во црква пред 19 век. Од 19 до 19 век на која има албански јазик. Македонија беше под албанско за време на фашизмот. Тие сега се представуваат, тие се жртви исто како бугарите, и тие беа фашисти, затоа тие коалицираат. Тие имаат идеја Македонија, Бугарија и Албанија да ја поделат Македонија. Македонија е земја на Исус Христос. Знаете ли колку ќе треба да платите за тоа? Но ако има еден праведник, дали ќе ги спасиш македонците? Ете го и турското знаме, што бара и тоа знаме да се вее, ајде, културна автономија. Каде беше македонската полиција и армијата? Турците им се како алибиете и турски. Имавме еден декан на факултетот. Првен што направи да вработува албанци, да направи двојазичност на албански, па сега и на турски, турското му е алиби. Нема што, факултет драмски уметности на 3 јазика, што сме ние овде? Федерација. Правете го тоа во вашите земји. Се сеќавате дека турците на Кипар уби еден грк, кој сакаше да им го симне знамето. Ние не сме турци. Ние сме македонци, народ именуван, создаден, запишан од нашиот Господ и Цар Исус Христос. Се сеќавате како едноставно ни го натурија привременото име, како ни го натурија привременото знаме, како не приватизира, како не граѓаниса, како не татко Иса, како мирно сега тато Иса со тат, со парите, и како мирно сега си седат на прославите на Македонскиот универзитет. Македонци мои, ги прозивам досегашните председатели на Македонија, председатели на владата на Македонија, министрите за внатрешни и надворешни работи, оние кои ни го сварија се во ова, слепи водачи. А кога слеп ве води, сите ќе паднете во јама.
македонци мои, армакедонските слави, зафатија, нека појдат Господата да го симнат окупаторското сожителско знаме од Гостивар и околината. Се уште имате шанси да ни покажете колку ја сакате, колку ја љубите и почитувате својата земја, Македонија. Не мислам на поранешната, мислам на Македонија денеска тој северна натури, северна, како некои малоумни магариња, тврдоглави, за пари го продаваат душата и собствениот народ. Не баре Јуда Искариотски, за жал. Јуда ги врати парите и се обеси, а вие нема каде да враќате. Вие сте веќе обесени, живеете во проклество, вие и вашите деца. Премногу долго мислам на Македонија, македонци мои. Македонците ги споредувате со внуците на Ване Михајлов. Тој кутриот контраверзниот бате Ване, час со Македонија, час против, исто како и вие, кои сега си седите дома и мислите дека сето тоа ќе мине како лош сон. Божиот закон, царскиот закон на љубовта без Господ Исус Христос е се што ви прават вам, правете им го и вие. Тоа се законот и пророците и од него не може да се избега. Има паметење македонскиот народ, ќе треба да си го сркате тоа што ни го сваривте, убави мои граѓаноиди. Малку од пред христијанската приказни. Амалтеја е нимфата која на островот Крит, скрит, го откранила Зевс од како мајка му Реа и го дала за да го спаси да не го изеде крунат трон, кој ги јадел своите деца, за да не дојде некој што ќе го смени. Го доела со млеко од коза, така и македонските политичари го јадат својот народ за некој да не ги смени. Го доела со млеко од коза. А Малтеја не е Малтеја, не е мајка, туку е Малтеја, Маштеја, Макеја. Оттамо изведен тој древен македонски збор. Управата на театарот не им ги даде нотите и столчињата, и така уметниците свира простом стоејки. Море Македонија. Нели министерот е во наводници Господ? Така и Македонија некому му испадна Малтеја, Макеја, а некому вистинска мајка. Не ке може и понатака да остане тоа. Македонци мои, сакав да пишувам за македонската оперета. Оперета е многу близок род до трагедијата, операта. Нели на Кипар уби еден човек, бранејќи си го знамето? Што правиме ние? Што правиме, што треба да направиме, што направивме? За да ја сочуваме Македонија. Да, Македонија ни е дадена, тој избран сад да се шири Евангелието на Господ Исус Христос. Но ние треба да ја сочуваме, не да ја онадиме, не да ја понижиме, не да се откажеме од неја со 30 евреници како Јуда Искариотски или оној црпнатиот од нивата, тепсијата 100, питата е изедена. Синко, кој ќе плати за питата, знаеш ли ти? Прашање е сега. Неодамна, пред неколку дена, пред една недела, ме поканија во Охрид на собир на диаспората. Вечна, да одржам една беседа и ми ја пренесов пораката од Таткото Небесен и Господ Исус Христос, дека Македонија е земја на Исус Христос, дека Исус Христос е цар на македонците и само со Господ Исус Христос се победува овој паднат сатански, ѓаволски свет, дека без него не можете да направите ништо. Ако ја сакате Македонија, треба да се вратите на изворното христијанство. Добрата вест е дека ако има еден праведник, дали ќе ги спасиш македонците? Па молете се вие Македонија да има еден праведник. За секогаш Исус, на секаде Исус, во секое срце Исус. Македонио, земја Исусова, колку си не возлюбил Татко Небесен. Амин.